Драги слушатели, јас сум Андреја од Деќе Битола и добре дојдовте во петтата епизода од Шах за лица со оштетен вид. Сега кога знаете како се движат фигурите, време е да научиме како правилно се поставува шаховската табла. Бидејќи во шахот, редот доаѓа пред стратегијата. Кога ја поставувате таблата пред вас, важно е долното десно поле да биде светло. Тоа е првото правило за правилна поставеност. И запомнете, светло, десно. Сега да ги поставиме белите фигури. Белите фигури секогаш почнуваат на првиот и вториот ред, додека црните се на седмиот и осмиот. Прво ги поставуваме пешаците. Сите пешаци стојат на вториот ред. А2, Б2, С2, Д2, Е2, Ф2, Г2 и Х2. Тие стојат како мала линија од војници. Потоа ги поставуваме останатите фигури. Топовите одат во аглите на А1 и Х1. До нив стојат коњите на Б1 и Г1, потоа ловците на С1 и Ф1, кралицата оди на својата боја, белата кралица стои на светлото поле Д1, кралот оди на Е1. Црните фигури се поставуваат исто, само на спротивната страна на таблата. Црните топови се на А8 и Х8, коњите на Б8 и Г8, ловците на С8 и Ф8, кралицата на Д8, а кралот на Е8. Црните пешаци се на седмиот ред. Еве една едноставна вежба за помнење. Пронајдете ги топовите во аглите, подвижете ги прстите навнатре и кажувајте: топ, коњ, ловец, кралица, крал, ловец, коњ, топ. Потоа поставете ги пешаците пред нив. Со вежбање, оваа поставеност ќе ви стане природна. Запомнете, поставувањето е како подготовка на армија. Секоја фигура мора да го знае своето место пред да ја започне битката. Во следната епизода ќе научиме како фигурите соработуваат и ќе влеземе во првите основи на стратегијата. Јас сум Андреја од Деќе Битола, ви благодарам на вниманието. И запомнете, победата во шахот започнува со добро поставување.